Пред неколку дена изјавивте дека еднаш сте оствариле средба со второ осомничениот во случајот рекет и дека тога станувало збор за одредени интереси и инвеститори во врска со рударството. Моето прашање е: дали сте сигурен дека само еднаш сте имале средба со второ осомничениот во случајот рекет? Да кажете дека Лјупчо Зафировски е советник заради тоа што соработувал со Заеви, е лага. Конкретна, прецизна лага и не знам кој е вие планот, но не можете да си креирате сами на себе приказни и преку тоа, преку лаги, невистини, да зборувате буквално одредени тези кои што треба да исполнат некои си ваши стратегии, заради тоа што сепак го имате правото на говорницата. Истото се случува и овде со бизнисменот. Тоа е одговор на прашањето. Апсолутно е одговор на прашањето. Ве молам, слушал. Дозволете на председателот на владата да одговори на прашањето. Дозволете. Него бизнисмен бил, сега се појава друг бизнисмен. Значи се знае, ако некој бизнисмен бил рекетиран, му биле барани пари, се знае каде тоа се пријавува. Кај мене не е дошол ниту белоруски амбасадор, ниту некој од белоруската амбасада да зборува на вакви теми. Кажувам колку дрско се злоупотребува говорница за да се лиферуваат теми, да се конектираат со веројатно со актуелни случаи, заради тоа што има случај рекет. Значи ова е обврска на секој граѓанин, на пратеник е должност. Уште поголема и од граѓаните веднаш да го пријави.